Добро вечер и ви благодарам што сте со нас во Централните вести. Ова се насловите. Ѓоргиевски најавува засилен надзор и дополнителни мерни станици кај сите потенцијални големи загадувачи. Треба да работиме на стратегија која што ќе подразбира да сите потенцијални загадувачи бидат надвор од градското подрачје. 35-ти марш за ангелите во Кочани. Родителите очекуваат праведно судење. Да пресуди праведно за вашето прерано заминување. СДСМ почна постапка за итно исклучување на Јован Деспотовски од партијата. Тој му возврати на Филипче. Не можеш да избришеш 30 години работа и жртва. Вредноста на армијата никогаш не била повидлива. Председателката Силјановска до мировниците во странските мисии. Мирот не зависи само од нас и мора секогаш и тамо и овде да бидеме подготвени. Нју Јорк и Нју Џерси проголтани од снежна бура, над 1000 откажани летови. Засилен јавен мониторинг и поставување дополнителни мерни станици околу индустриските капацитети кои што се сметат како потенцијални загадувачи, најавува градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски. Тој за Канал 5 вели дека заклучоците од Советот за УСЈЕ ги очекува в понеделник, пошто ќе ги проследи до сите надлежни институции. Дел од експертите велат дека евентуалната дислокација на индустриските капацитети е комплексен процес кој бара време. Дејан Трајковски. Заклучокот за дислокација на цементарница УСЈЕ кој градскиот совет едногласно го изгласа в понеделник ќе биде доставен до градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски, кој за Канал 5 вели дека веднаш ќе го проследи до владата, ресорното министерство и останатите институции, од каде очекува дека набаргу ќе има став. Ѓоргиевски, кој најави средба со премиерот Мицкоски, министерот за животна средина, посочи дека е најдобро да се формира меѓуинституционална работна група и уверува дека залагањето не е само декларативно кога темата е актуелна, туку најавува конкретни чекори. Долгорочно, дислокација на потенцијалните индустријски загадувачи од градот, краткорочно, засилен мониторинг, инспекции и казни. Она што јас дополнително како градоначалник го предложив до Советот, а беше усвоено во буџетот, е мерни станици кои што ќе ги поставиме во наредниот период за постојан мониторинг, јавен мониторинг на сите објекти кои што се потенцијални загадувачи во градот Скопје, но на долг рок ние треба да работиме на стратегија која што ќе подразбира да сите потенцијални загадувачи бидат надвор од градското подрачје на градот. Јас сум апсолутно свесен дека станува збор за приватни капацитети, но мораме да изнајдеме модус. Процесот на евентуална дислокација не е едноставен, бара мултидисциплинарен пристап и прецизност, велат експертите. Првично треба да се пронајде локација надвор од сите градови, а кои штетните материи ветрот нема да ги врати во населените места. Потоа треба да се изработи урбанистички план од државно значење кој ќе ги исполни сите услови за заштита на луѓето и животната средина. За изработка на планот експертите велат ќе треба најмалку година до година и пол, пошто следуваат и други фази, но со политичка волја и соработка на ниво централна локална власт за дислокација не би било потребно релативно многу време. Кога има политичка волја и кога локацијата е веќе одредена, односно кога сите сме согласни, државната, односно централната и локалната власт, согласно сите потреби на таа локација, кога сите сме согласни дека тоа е таа локација, дислокацијата, зборувам урбанистички, при изработка на урбанистичките планови оди овој тип на урбанистички план, од прилика не сакам да шпекулирам со време, меѓутоа оди од година до година и пол. Самата изработка на планот оди толку. Тој план има јавност, има јавни анкети, содржи јавни анкети понатаму и стратешката оцена за влијание на животната средина исто така има јавност и таа има јавна анкета, значи вклучени се луѓето, има мониторинг од повеќе фази на мониторинг. Пред цементарница УСЈЕ пред неколку дена имаше протеста од компанијата, тогаш посочија дека ја разбираат загриженоста на граѓаните, но порачаа дека нивната работа не е предизвикувач на загадениот воздух во Скопје и дека работат согласно најдобрите достапни техники за производство на цемент. Сите напади ги отфрлија како неточни, односно наводи кои, како што кажа, не се засновале на научни факти.
СДСМ денеска соопшти дека до надлежните органи на партијата доставува барање за итно исклучување на Јован Деспотовски од партијата, поради, како што тврдат, тој во договор со членови на ВМРО ДПМНЕ и ЗНАМ заеднички се обидувале да ја дестабилизираат партијата преку медиумска кампања. Претходно од СДСМ обвинија дека ВМРО ДПМНЕ врши координиран обид за уривање на СДСМ однатре. Еве како функционира кампањата против СДСМ во 3 чекори. Еден наш член, Јован Деспотовски, по неуспешното медиумско прво обраќање, ја продолжи кампањата против СДСМ во еден сериозен и релевантен медиум. Неполни 2 минути по објавата на тој текст се појавува однапред подготвен, обемен текст на истата тема од еден добро познат портал на Геровски. За неколку часа истиот портал објави нов текст, а доцна попладнето и уште еден текст, целосна колумна на Геровски за одбрана на Деспотовски. Сега дали е се кристално јасно. Ова е уште едно јавно разоткривање на начинот како функционира овој систем. Со писмен став се огласи Јован Деспотовски. Во сите јавни настапи сум бил максимално умерен, дури и во ситуации и за луѓе кои апсолутно заслужиле остар став. Ако таа умереност сега станува закана за актуелниот партиски врв, тогаш СДСМ има многу поголем проблем отколку што и мислиме. СДСМ имала и ќе има многу поголеми личности од актуелниот председател. И никој од нив никогаш не се ставил над партијата, над нашето семејство. Тоа не е СДСМ, ниту некогаш ќе биде. Една лична порака за крај или за почеток. Венко, со една одлука не можеш ниту ќе дозволам да избришеш 30 години работа, љубов и жртва, пишува Деспотовски. Реагира и од ВМРО ДПМНЕ. Нема никаков координиран напад врз СДС. Има координирано откривање на тоа дека Зоран Заев гради во Дубај, а Венко Филипче доби златна виза таму, велат од партијата, откаде што денеска го повикаа Филипче да ги покажел документите за работа со кои се стекнал со златна виза. Доколку Филипче на вистина бил на работа во Дубај, договарал работа во некоја болница или што и да има измислено за оваа лага, бидејќи веќе ни тој самиот не се сеќава, нема да му биде проблем да ги покаже документите. Венко Филипче не одговори дали има или нема стан во Дубај и дали тоа е причината за добивање на златна виза. Инаку да подсетиме дека за да се здобиете со златна виза во Дубај, треба да имате минимум инвестиција од $500,000. Затоа Филипче треба да одговори, а не да молчи. Дали златната виза е поради влог во Дубај од минимум $500,000? На кој начин ги има тој заработен овие пари, бидејќи со плата од доктор и пратеник не се стигнува до оваа сума? Никогаш на светот мирот не му бил потребен повеќе, а вредноста на нашите мировници и македонската армија никогаш не била повидлива, порача председателката Силјановска Давкова во говорот во касарната Страшо Пинџур во Петровец. На настанот беше одржана и видеоконференциска врска со македонските мировници, а на нивните дечиња и беа поделени пакетчиња. Здравко Димитров. Продолжете гордо да ја представувате македонската армија, бидејќи имате што да представувате, им порача председателката Гордана Силјановска Давкова преку видеоврска на македонските војници кои се на мировни мисии во странство. Во својот говор Силјановска Давкова рече дека мирот на светот никогаш не му бил попотребен, а дека мировниците се оние кои придонесуваат кон тоа. Според председателката, вредноста на македонските мировници никогаш не била повидлива. Таа вели дека државата пак има должност да се дружи со семејствата на мировниците, додека тие се на мисија. Силјановска Давкова на семејствата на мировниците пак им порача дека ги гледа како свое семејство со кое се гордее. Ние пак имаме друга должност. Овде не само да контактираме со вас и да мислиме на вас, туку да се дружиме со вашите семејства.
Вие вашиот допринос го дадовте и го давате. Ние цврсто веруваме во мирот, но се разбира мирот не зависи само од нас и мора секогаш и тамо и овде да бидеме подготвени. Ние сме како едно големо семејство. Јас сум горда што сум со вас. Навистина, нема анкета која армијата не ја лоцира во врвот. Традиционално и оваа година на настанот за одбележување на новата година Дедо Мраз ги израдува децата на армиските припадници и во касарната дојде со хеликоптер. На мировниците им се обратија и министерот за одбрана Владо Мисајловски и началникот на генералштабот Сашко Лавчиски. Според Мисајловски, иако војниците се физички оддалечени од семејството и домот, за него оваа средба има голема тежина. Лавчиски пак на мировниците им рече дека е уверен во нивното професионално работење. Иако денеска сме физички оддалечени, оваа средба има особена тежина и значење зашто не обединува како едно големо семејство. Мојата порака до вас, нашите мировници, во регионот и пошироко, ви благодарам за вашата служба во името на мирот, безбедноста и сигурноста на секој еден од нас. Јас нема да ви кажувам како треба да ја вршите вашата задача, затоа што сум уверен дека ја извршувате крајно професионално и јас стојам позади секој еден од вас. Воениот врв на настанот се обрати кон припадници на армијата кои се на мировни мисии во Косово, Босна и Херцеговина, Либан, Латвија, Романија, Бугарија и Германија. Дел од граѓаните кои добија задолжение да го платат данокот што Управата за јавни приходи им го пресмета за 2020 година, за периодот кога работеле на Блискиот Исток, барат УЈП да го пролонгира рокот за плаќање. Кумановец за Канал 5 вели дека се работи за големи суми кои што тешко би ги обезбедиле за 20 на дена. По вчерашниот најавија и нов протест на кој што би им се приклучиле и граѓани од другите градови. Михајло Видимлиски. Околу 4000 евра данок на приход остварен во странство за 2020 година треба да плати Зоран Наковски од Куманово. Но освен него уште илјадници негови сограѓани се соочени со истата обврска спрема државата. Најголемиот дел од нив работеле во американските бази во Ирак и Авганистан. Зоран вели дека со години наназад прашувале во домашните институции дали треба да плата данок, но како што вели секогаш добивале одговор дека тие пари се одданочувани негде. Јас сум на 20 години отишол таму, со периодично, со прекини, неколку прекини, ја вкупно имам 15 години работено на тие проекти. Јас сум бил и во Ирак и во Авганистан. Тешко се заработени тие пари, значи под лоши услови, многумина од нас и не се враќаат доми живи, како што сега се навраќаат од 2020 година, ја имам да платам приближно 4000 евра само за таа година. Голем број кумановци вчера излегоа на протест пред УЈП, откако изминатите денови добиле информативен мејл дека им се најдени приливи во странство. Побарано било од нив и да докажа дека повеќе од 183 дена биле надвор од државата, со што не би се сметале за даночни резиденти. Но како што вели Зоран Наковски, попусти биле обидите да обезбедат таков доказ, бидејќи МВР, како што им кажале, не чува податоци од пред 5 години. Вели дека не се против плаќање данок, но бараат од УЈП да го пролонгира рокот од 15 јануари, за да докажа дека данокот е платен. Не се оградуваме дека не сакаме да ги платиме даноците. Значи, ние не сме против плаќање на данок, него ние сме против селективно толкување на законите, што ни притискаат и што не ни дозволуваат доволно време да најдеме рокови, да изготвиме информации што ќе докажеме дека тие наши фирми плаќале даноци каде што сме работеле и да бидеме на чисто. УЈП вчера соопшти дека не се работи за нова даночна обврска, туку претходно не била доследно применувана, а евентуалните пропусти во минатот велат се прашање на претходната раководна структура. Дали УЈП ќе го пролонгира рокот како што бараат граѓани од Куманово? Одговор не добивме. Ниту претходното раководство. Одговори околу прозивките за пропустите. Жители на Куманово велат дека ако УЈП се согласи со пролонгирање на рокот, ќе престанат со протестите, а во меѓувреме се реорганизираат со засегнати граѓани и од други градови.
градови. Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија бара и тие да бидат вклучени во носењето на измените на Законот за извршување, кој што се подготвува во Министерството за правда. Стравуваат дека новиот закон може да биде на штета на граѓаните. Од Министерството за правда ги отфрлаат наводите на синдикатот како неосновани. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија бараат средба во Министерството за правда и во владата за измените во предлог законот за извршување. Тие тврдат дека голем број на организации и граѓани реагирале зошто не биле повикани во делот на измените, бидејќи граѓаните за ниски неплатени сметки плаќаат енормно високи суми на пари и со тоа се прави дополнителна сиромаштија, вели Маријан Ристевски од Конфедерацијата. Адвокатот по автоматизам за таа сметка од 60 денари наплаќа 6000 дарки плюс. Адвокатот ги дава на нотарот уште 4000 дарки, трошкови дополни, кога ќе стигне кај извршител стигнува неверојатна сума од 17.000 денари. И тоа денеска е во пракса. Тоа мора да престане. Тоа Министерство за правда за мене е симптоматично. Таму има едно дувло, да го кажам, кој што со години наназад работи за законов кај што е за извршување, таму се едни исти луѓе и еве премиерот нека се распраша кои се таму се поставени и зошто се дозволува повторно да се прави ваков грабеж на граѓаните. Од Министерството за правда со одговор дека ваквите тврдања биле неосновани и дека сите закони и законот за извршување се транспарентни и по неговата подготовка ќе биде објавен на ЕНЕР, каде ќе имаат можност сите да го разгледаат и да дадат сугестии. За предлог законот за извршување беше формирана мултисекторска работна група, а процесот на изготвување на текстот е при крај. По неговата подготовка, предлог законот за извршување ќе биде објавен на ЕНЕР, каде сите ќе можат да го разгледаат, да дадат коментари, предлози и сугестии. Од Конфедерацијата на синдикални организации на Македонија објаснија дека доколку не се разгледа нивното барање за прием кај Министерот за правда и во владата, ќе организираат протести за носењето на законот, зашто веруваат дека ќе биде на штета на граѓаните. Грчката опозицијска партија Сириза остро ја осуди одлуката на градоначалникот на Лерин Василис Јанакис, со која што беше прекинат настапот на бендот Банда Ентопика поради изведба на песна на македонски јазик, оценувајќи ја како неприфатлив чин на цензура. Во соопштението објавено на социјалните мрежи, Сириза наведува дека случајот укажува на сериозни проблеми поврзани со слободата на уметничкото изразување и начинот на кој што таа се третира, особено кога притисокот доаѓа од носители на јавни функции во рамките на локалната самоуправа. Нетолерантните испади се неприфатливи и штетни за неопходната солидарност меѓу различните луѓе и народи, дури и кога станува збор за музички настап на бенд кој е познат по пеење на повеќе јазици – грчки, македонски, бугарски, турски, српски и ромски, се наведува во реакцијата на партијата. А кај нас претежно сончево време, но со изразито ниски утрински температури. Еве што велат за времето во периодот што следи од Управата за хидрометеоролошки работи. Стабилна временска состојба, но ќе биде студено со утринска температура која насекаде ќе биде негативна. Наместа се очекува утринската температура да се спушти до минус 10 степени. Ќе дува умерен до засилен, наместа повремено и силен северен ветер, кој ќе надминува брзина над 60 км на час, особено долж по Вардарието и во источните делови. Во последниот ден од оваа година се очекува најниска дневна температура, наместа ќе остане дневната температура и под нулата.
На 82 годишна возраст почина истакнатиот универзитетски професор во пензија доктор Кирил Темков. Веста на социјалните мрежи ја објави професор доктор Зоран Крстевски. Темков 4 децении беше универзитетски професор по етика и естетика на Филозофскиот факултет во Скопје. Останува запаметен како врвен филозоф и етичар, автор на голем број книги, учебници и научни дела од областа на филозофијата, етиката, менаџерството, уметноста и естетиката. Темков на македонски јазик има преведено и делата на најзначајните светски филозофи. Тука крајот на вестите, ви благодариме за вниманието и довидување до вечерното издание.